Охридската општа болница, од која само во изминативе 8 месеци заминале 10 лекари, почна да се екипира со млад кадар. 7 приватни специјализанти добија решенија за работа и можност својата кариера да ја градат дома. Ги прашавме што е она што ги мотивира да се вратат во родниот град, бидејќи голем број нивни колеги после долгите студии, демотивирани и разочарани, заминуваат надвор од границите на нашата држава. Пред се самиот надоместок точно на плата, меѓутоа и самото тоа што повеќето специјализанти, повеќето колеги чекаат пред се и како општи лекари подолг период за да се започнат специјализација, па потоа и во текот на специјализација самиот надоместок е основна минимална плата. Има дел колеги кои размислуваат за надвор од државата, меѓутоа повеќето колеги би сакале да останат тука и ме радува тоа што повеќето колеги би сакаат и да се вратат во градовите од каде што потекнуваат. Младиот доктор Јован Попстефанија е специјализант по педиатрија, за кого предизвик ќе биде работењето на педиатриското оделение кое не работи 4 години. Дежурства се уште нема, оделението се потпира на тројца млади специјализанти кои работат само амбулантски прегледи до 20 часот. Знаете дека пред да заминат нашите колеги на специјализација 15 години не бил пуштен педиатар на специјализација. Не може педиатар да се роди преку ноќ, значи треба 5 години специјализација па да стекне некој искуство во работата за да може да работи понатаму. Се надевам дека со тек на време ќе се надминат сите тие проблеми. Директорот на болницата најави дека ова лето конечно на педиатрија ќе има 24 часовна работна смена. Проблемот кој се занемарува со децении не може да се надмине преку ноќ. Една од најголемите причини е лошата кадровска политика која што се водила во текот на годините, а нормално и иселувањето на младите колеги од разни причини. Дефицитот колку толку ќе се пополни, нема да се задоволи во никој случај, меѓутоа јас верувам затоа што имаме и доста специјализанти кои што се пуштени од самата установа. Во Охридската болница, која некогаш броела 600 вработени, од кои 80 лекари, сега има само 56 специјализанти. За целосно екипирање на болницата ќе бидат потребни 2 до 3 години. Инаку со одлуката на влада, сега ќе се вработат 300 приватни специјализанти во сите болници низ држава и уште толку во месец ноември.